следното. Во последните неколку декади состојбата, ситуацијата на докторите во светот се влошува. Се влошува со тоа што платите се намалува, се зголемува работата, работните услови се полоши, несигурност на работните места, насилието на работното место, насилието од администрацијата. Кога ќе погледаме од друга страна, мислиме дека пациентите се нешто во поарна ситуација, но и тоа не е така, затоа што има многу закони и папири кај што добиваат права на пациентите, права за доктори чак и нема папири кај нас, ама од друга страна и затоа им се ставаат камери и тоа кои го спасуваат животот и здравјето, како што викат некои наши кои ги мерат камерите, кои немаат никаква врска, а од друга страна се намалува обемот на здравствените услуги и насекаде по нешто се стеснува, така да и тие права се ограничуваат. Што е причина за ваквата состојба, за ваквата мешаница, што дека? Па, со еден збор може да кажеме дека е тоа комерцијализацијата во здравството. Тоа сето се должи на кризата на капиталистичкиот систем во последните 30 години и излезот од таа економска криза, таква криза на тој систем се бара во неолибералните политики и тоа на препорака на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка. Ова посебно го нагласувам. Еднината препорака е да излез од кризата е пазарната економија. И пазарната економија како излез на глобално решение на овие проблеми. Тука се приклучува и Светската банка, Светската трговска организација, постојен консензус од Вашингтон за тоа да покрај стоките во услугите, да и услугите, особено услугите кои што се, да речеме, хуманите услуги, као едукацијата и здравјето, исто така влезат во можност да се решава, да пазарот ги решава. Не водичи сметка дека имаме тука и некои други работи, дека здравството и здравствените услуги не се обична стока на пазарот. Како резултат на тоа, настанува една масовна приватизација на јавната собственост, но и на јавните услуги. И како резултат на тоа, нарошто е програмите што ги спроведува Светската банка, имате да во примерното здравство преминува организационо, финансиски, во начинот на давањето на услугите од јавен на приватен модел. Сличната работа се случува и во болниците, во јавните здравствени установи, во болниците, кој што станува сега, кај што основен критериум станува конкуренцијата, кост-ефективност, исплатливоста, интересот, у суштина профитот, и да бидат конкурентни со другите. И затоа менаџерите мора да бидат одлични, навистина менаџери, трговци, да се снајдат на пазарот, значи пазарната економија, и сега од тука, значи тоа е главен критериум за успешност. А ако е тоа успешност, тогаш и плаќањето, главен критериум за плаќање е плаќање не квалитет, туку обем на услуги и движење на работната сила, која што тоа тука е така као проблем дело. И сега доваѓаме во една ситуација да една фина, благородна професија као што е медицината и пружење здравствени услуги, која се состои од повеќе елементи, се состои од високи етички принципи, од една етика, се состои од едно добро медицинско знаење, од големо искуство, од познавање на можностите на медицината, а исто така и сознавањето на потребите на пациентите. Сето тоа со овака економски поставени проблеми паѓа во вода и здравствените услуги се сведуваат на обична стока на пазарот, како на претпримачка пазар. Тоа доведува до влошување на состојбата на лекарите и на здравствените работници генерално, на сите, и како резултат на сето тоа изгледува дека сега е примерно плаќањето, особено тие начини на плаќање има многу повеќе, и бркање на профит. И сега наместо, иако на разните експерти, реформатори, устата им е полна patient-centered medicine, практички е profit-centered medicine. Суштината се сведува на тоа. Затоа и сега со плаќањето на услуги, како што овој правилник
еден од праведниците, овој може би еден од најлошите, што го кажува, е уствари дека докторите стануваат наместо да имаат тимска работа, да имаат заедничка, да има една хумана атмосфера на работа, се доведува до една ситуација да станат не само ривали и опоненти, туку дури и непријатели, да се алиенираат меѓу себе од струката и да се изолираат и атомизираат. И тогаш најмалку може и да се одбранат од овие напасти што ги напаѓаат на страна. Према тоа, во сите реформи што се прават во здравството, здравството не е ничија собственост, најмалку е на владата, министерството и друго. Министерството е собственост на целото општество, и на здравствените власти, на лекарите, на пациентите, на невладините организации, и сите тие фактори, сите треба да учествуваат во тие реформи, а не да биде административно донесување овакви онакви прописи. Тоа е така во културниот свет. Сега, да не должиме за ова еден вовед да видиме каде ние се наоѓаме со нашиот систем овде. Јас не би зборувал за тоа како нашиот систем само да кажеме на работа, дека многу малку има учество од професионалните организации, па дури и синдикатот, и комората, и професионалните организации во ваквите работи, во проценката што е добро, што не е, и што е навистина evidence based, што е навистина потврдено да се дае добра пракса и да вреди. И обидот ќе биде дека тоа да го направиме.